Вести на Канал 8, добар ден. Презентација на малку познатата скијачка дисциплина Телемарк се одржа на Пониква. Настанот го организираше граѓанското здружение Такт од Скопје во соработка со локалните самоуправи на Кочани и Пробиштип, а имаше посетители од Италија и Франција. Невладиното здружение Такт од Скопје беше организатор на презентацијата на скијачката дисциплина Телемарк, што во Македонија е малку позната. Настанот се одржа во мотелот Брвнара на Пониква, а има за цел да ги промовира македонските капацитети за активен туризам и представува дел од стратегијата на Такт за поддршка и зајакнување на жените и младите во спортот. Одржувањето на презентацијата ја поддржаа и општините Кочани и Пробиштип, а на неа имаше гости од Италија и Франција. Со моите пријатели од Италија, партнери во случајов, волонтерски, односно промотивно, веќе втора година поред го презентираме овој стил на скијање и во Македонија. Оваа година за прв пат, значи се основа Балкански телемарк. Имаме учесници од повеќе од 7 земји. На самото отварање во Маврово ги имавме амбасадорите од 4 амбасади во Македонија, кои што исто така пробаа телемарк скијање. Некои од нив веќе втора година поред се вратија за да го пробаат на терен скијањето. За жал, снежните услови годинава не ограничуваат во теренската настава, затоа на неколку наврати моравме да се ограничиме само на теоретска настава. На презентацијата беше речено дека скијачката дисциплина Телемарк потекнува од истоименото село во Норвешка и е посебен начин на скијање, односно скијање со слободни пети, при што се користи и како можност за одење по снег. Минатата година настанот се одржал во Маврово и на Попова шапка, а годинава освен во Маврово опфатени се и скијачките центри Крушево, Пелистер и Пониква, од кои некои веќе неколку пати се враќаат во Македонија. Hi, I'm Ricardo. I'm a ski instructor from Italy. Здраво, јас сум Рикардо од Италија и по втор пат доаѓам во Македонија. Можам да кажам дека сум изненаден од убавината на вашите планини и недопрената природа. Иако немавме многу снег оваа година, сепак сум задоволен од престојот и се надевам дека следниот пат ќе биде поснежно и ќе ги повикам и моите пријатели кои досега не биле кај вас. Освен промоцијата на Телемарк скијањето, презентациите се можност и за промоција на нашите туристички потенцијали. Меѓу нашите гости има и професионални фоторепортери кои што оваа приказна за Македонија, за недопрената убавина, за потенцијалите на планинскиот туризам во Македонија ќе ја публикуваат во неколку светски спортски списанија. Од Македонија настанот се сели во Бугарија, со што добива меѓународен карактер. Желба на организаторите е следната година тој да се прошири и во останатите балкански земји. Започна изградбата на подпорен зид над така наречениот ободен канал кај селото Спанчево, што го реализира општина Чешиново Облешево. Се очекува изведувач на градежните работи активностите да ги реализираат пред почетокот на наводнителната сезона. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево вложува над 220.000 денари за изградба на подпорен зид над така наречениот ободен канал, што поминува во близина на населеното место Спанчево. Се работи за реализација на втора фаза од заштитата на каналот, односно спречување на опасностите од ерозија и негово оштетување. Градежните работи се веќе започнати и ги изведува предпријатието Прима Градбалт Штип. Со проектот предвидено е да се изгради бетонски зид со должина од 40 и височина од 2 метри. Заштитата на ободниот канал беше договарана уште минатата есен, како заеднички ангажман на општината и Министерството за земјоделство. При тоа беше ветено дека во соработка со Министерството за транспорт и врски ќе се обезбеди дополнителна градежна механизација и за санирање на оштетувањата на ободниот канал меѓу селата Бања и Спанчево, што беше причина за поплавување на површините под ориз во општината Чешиново Облешево. Излевањето на поголемата количина вода тогаш ги поплави оризовите површини, а оштетени беа и дел од земјените полски патишта, поради што тежното се движеше земјоделската механизација и се извршуваше жетвата. Инаку, првата фаза од заштитата на ободниот канал се реализираше пред една година. При тоа, на северната страна од каналот беше изграден зид во должина од 30 и височина од 2 метри. И тогаш за оваа намена и за изградбата на арбиран бетонски пропуст од кај селото Соколарци, општината Чешиново Облешево потроши околу 220.000 денари. Сообраќајот на регионалниот пат Кочани Македонска Каменица кај браната Калиманци од 14 часот е во целосен прекин.
Од јавното предпријатие Македонија Пат информираат дека прекинот е поради поголеми одрони, што ја зафаќа целата површина на патот, и одроните изнесуваат околу 200 кубни метри материјал. Од раководниот тим на Македонија Пат изјавија дека се уште се работи на терен и се отстрануваат карпите од патот, со цел овозможување на нормално одвивање на сообраќајот. Од Македонија Пат истакнаа дека проблеми на други регионални патишта засега нема, а граѓаните дополнително ќе бидат известени кога ќе биде пуштен патот Кочани Македонска Каменица. Советот на општина Виница со подршка од 10 гласа даде зелено светло за изградба на брана и мала хидроелектрана на Градечка река. Проект кој јавното предпријатие Солидарност треба да го реализира преку јавно-приватно партнерство, а кој ќе биде долготрајно решение за водоснабдувањето на Виница и околните населени места, пред се село Градец. Одржана 37-та редовна седница на Виничкиот совет. Според образложението на градоначалникот Емил Дончев, идејата за изградба на брана и хидроелектрана на Градечка река е од 1992 година, но сега најден сериозен инвеститор кој најавува крупна инвестиција од 3 милиони евра, со кој ќе се реализира потфатот изградба на мини хидроелектрична централа на вишокот на вода на доводен цевовод за вода до филтер станицата на јавното предпријатие Солидарност, како и изградба на нов цевковод и мини акумулација на Градечка река. За потребите на село Трстија беше донесен и општ акт со кој се утврдени условите за начинот на градење во селото, се до донесување на урбанистички план. Планскиот опфат на селото е 25,17 хектари и во рамките на истиот се утврдени површини за домување, за сервиси и стоваришта и инфраструктура. Општина Виница 2015 година ја завршила со вкупна реализација на приходите на основниот буџет во висина од 72,61%, а вкупните расходи се остварени со 71,53%. И во 2016 година влегува со ненамирени обврски од 41.320.000 денари. Опозицијата не ги подржа кварталните извештаи со образложение дека реализацијата на основниот буџет е се послаба, а капиталните расходи се остварени само со 60%, а општината со овој долг нема услови да гради со сопствени средства. Градоначалникот Дончев возврати дека во текот на неговото владење успеал да врати долг од 40 милиони денари и уште враќа долгови кои се влечат повеќе од една деценија. Заради отсуство на директорите, не беа разгледани и усвоени завршните сметки на дел од училиштата, освен на основното училиште Кочо Рацин во Блатец. Заради немање кворум не помина барањето согласно со Советот за ново вработување во локалната самоуправа, но поминаа сите барања за утврдување правен статус на неколку објекти на физички лица, претежно викендици. На денешната седница беа разгледани и извештајот и програмата за работа на територијалната противпожарна единица, а како советнички прашања се начна проблемот со дивоградбите во ромското мало, како и ротацијата на смените во училиштата. И во Кочани ќе се одбележи така наречениот Прешернов ден во чест на починатиот словенички поет Франце Прешерн. Манифестацијата ќе се одржи в петок во основното училиште Малина Попиванова. Прешернов ден ќе биде одбележан во Кочани в петок на 19 февруари во основното училиште Малина Попиванова во Кочани. Словенечкиот центар Скопје ќе приреди програма по повод одбележувањето Словенечкиот културен празник Прешернов ден. Во Словенија, секој февруари е месец на културата, со голем број културно-уметнички настани во чест на најистакнатиот словенечки поет Франце Прешерн, кој починал на 8 февруари 1849 година. Со цел да ја доближи словенечката култура и до македонците што не живеат во Скопје, Словенечки центар во соработка со основното училиште Малина Попиванова и директорот Ивица Цимбалевик, амбасадата на Република Словенија во Република Македонија, а подпомогнати од Бирото за словенците зад граница и по светот од Република Словенија, настанот се организира и во Кочани. Ќе учествуваат учениците од дополнителната настава по словенечки јазик, која во Република Македонија се организира веќе 17 години од страна на Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија и Заводот за школство на Република Словенија, како и ученици од основното училиште Малина Попиванова. На настанот ќе се обрати директорот на основното училиште Ивица Цимбалевик, градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, председателот на Словенечки центар Скопје Сашо Стојковски, заменик председателката Олга Ревњак Станковик, а пред присутните ќе се обрати економската советничка на проамбасадата на Словенија во Македонија Мира Лесјак.
заменик амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија. Од членови на центарот ќе биде прочитана поезија од Прешер на словенички и на македонски јазик, а во рамките на настанот ќе биде представена поетската збирка Божилак на исконот од младиот поет Филип Димковски. Предвидена е и музичка програма, настап на хорот на Основното училиште Малина Попиванова. Инаку, Словенечкиот центар Скопје минатата година прослави 5 годишно постоење, а во тие 5 години на различни начини преку литературата, музиката, филмот, спортот, ја негува врската помеѓу овие две држави и луѓето што живеат во нив. Настанот во Кочани е од отворен тип и поканети се сите заинтересирани граѓани. Конкурс за најдобра фотографија на тема Бел штрк организира Европската мрежа Штркот. Надпреварот е отворен за сите заинтересирани лица кои се занимаваат со фотографирање, при што пријавувањето е до 4 март, а за најдобрите фотографии предвидени се парични награди. Љубителите на фотографирањето имаат можност своите фотографии на кои главен мотив се штраковите да ги испратат на меѓународен конкурс што се организира во рамки на мрежата на европски села на штраковите. Општината Чешиново Облешево, која е дел од мрежата, се приклучува кон организацијата на надпреварот, со тоа што упатува повик до заинтересираните да испратат своји дела за 17-тиот фотонадпревар за неделата на штраковите. Организатор на конкурсот е шпанскиот град Малпартида да Какерес, кој за најдобрите 3 фотографии ќе додели 1200 евра како прва награда, за втората 600 евра и за третата награда 400 евра. На надпреварот може да учествува секој аматерски или професионален фотограф кој што е автор на фотографијата и ги има соодветните права над неа. Темата е бел штрк, а секој автор може да учествува со максимум 2 фотографии во црно-бела техника или во боја, при што фотографиите треба да бидат испратени одделно. Секое дигитално подобрување, кај кое има манипулација со боите, пресликување или фотомонтажа, нема да се прифаќа. Како додаток на испратениот материјал треба да се достават лични податоци на авторот и име на фотографијата, во кое треба да биде вклучено и името на авторот. Пријавувањето е преку електронска пошта на имейл адресата certamenfoto@malpartida.decaceres.s, пошто ќе биде испратен потврден мејл кога ќе биде примен материјалот со фотографиите. Сите фотографии што ќе учествуваат на конкурсот треба да бидат испратени најдоцна до 4 март, а доделувањето на наградите ќе биде на 16 април во градот Малпартида де Какерес, при што присуството за добитниците на наградите ќе биде задолжително. Според анализите на Македонското еколошко друштво, општината Чешиново Облешево има една од најголемите популации на штркови во Македонија. До сега беа регистрирани над 70 активни гнезда во околните села, при што во Чешиново беше забележано и најголемото штрково гнездо во Македонија. Гостување на професионални театри, изложби, театарски представи, активности од студијата што работат при Центарот за култура Бели Мугри и други интересни манифестации најавува оваа установа во наредниот период од 2016. Вистинско освежување за граѓаните на Кочани ќе биде урнебесната комедија Спанак со пржени кумпири во изведба на професионалниот театар од Велес, кој што е закажана за 25 февруари. По успешната хуманитарна изложба насловена Витраж во организација на Училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри и по добро прифатената детска представа од страна на публиката Јан Биби Јан во изведба на Народниот театар од Штип, Кочанската установа најавува богата програма за наредните месеци од 2016 година. Гостувањето на професионални театри што се најавува како следна активност е вистинско освежување за граѓаните на Кочани. Следно нешто што ќе се случи во центарот е гостувањето на Велешкиот театар со хит комедијата во моментот Спанек со пржени компири. Интересен наслов, интересна комедија, се надевам дека граѓаните ќе дојдат да ја посетат представата и да уживаат еден час во урнебесна комедија. Се работи за фудбалска комедија за тројца судии кои што се им се случува за време на надпреварите, после надпреварите или пред надпреварите. Ги поканувам сите граѓани да повелат на 25 и да уживаат во представата. Атанасова Арсова најави неколку проекти финансирани од Министерството за култура на Република Македонија.
Тоа се на Јановден на Кона, каде што имаме промоција на книга на добитник на наградата на Стале Попов и добитник на наградата на Рациновото признание. Потоа имаме концерт на харфа на Мерсиха Шукри, тоа се од Министерството, и Петровденските конаци. Петровденските конаци, како што знаат граѓаните, нели е малку пообемна манифестација, која што внатре ќе вклучи многу настани од различен вид, како театарски ликовни од издаваштвото, од ликовната, од театарската дејност, од музичката дејност секако пред се. И потоа имаме финансирање на една театарска детска представа Народниот мудрец меѓу животните во режија на Силвана Јанева во Центарот за култура. Проекти кои се финансирани од Центарот за култура Бели Мугри, а излегуваат од самите студија што функционираат во оваа установа: училиштето за цртање и сликање, драмското студио, ораторството, балетското студио, фолклорното студио заедно со Народниот и Староградскиот оркестар и фотоклубот ќе понудат богата програма во текот на целата година. Тоа се студија кои дел функционираат неколку години во Центарот, а дел се новоформирани. Најпрво се подготвува представата по ораторство и од балетското студио со представата Петар Пан, а фолклорниот ансамбл заедно со Народниот оркестар ќе гостуваат во Свети Николе и Прилеп. Следува информацијата од спортот. Фудбалската федерација подготвува план за измени во трите лиги во кои се надпреваруваат клубовите од Македонија. Се планира известно проширување на втората и третата лига, со што ќе им се овозможи на повеќе клубови да се надпреваруваат во официјалниот систем на федерацијата. Фудбалската федерација на Македонија размислува да направи реорганизација во системот за надпреварување во сите три лиги во државата. Според предлогот, се планира во надпреварувачката 2017-2018 година да постои една прва лига со 10 екипи, две втори лиги, односно источна и западна, исто така со по 10 екипи, и 6 трети лиги, кои ќе бидат поделени на источна, јужна, југоисточна, северна, западна и северозападна, а во секој од нив би имало од 8 до 14 екипи. Председателот на Фудбалската федерација, Илчо Георгиевски, веќе одржал работен состанок на кој присуствувале делегатите во федерацијата од Штип и Кочани, потоа председателите на општинските фудбалски сојузи од двата града и координаторот на женскиот фудбал од Македонија. На состанокот се разгледувале нацрт предлозите на федерацијата за реорганизација на фудбалските лиги, при што било речено дека источната втора лига ќе ја пополнуваат клубови кои се надпреваруваат во јужната, источната и југоисточната трета лига. Во западната втора лига пак би влегле останатите екипи од другите три трети лиги. Во источната трета лига ќе се надпреваруваат екипите од Штип, Кочани, Кратово, Свети Николи и Пробиштип, а јужната ќе ги опфаќа фудбалските клубови од Струмица, Берово, Пехчево, Валандово и Гевгелија. Југоисточната трета лига пак ќе биде составена од екипи од Прилеп, Велес, Кавадарци и Неготино. Предлог материјалите се уште се подготвуваат, при што ќе бидат вклучени и мислењето од представниците на општинските фудбалски сојузи. Потоа, комплетниот материјал треба да се разгледува на редовна седница на Собранието на Фудбалската федерација на Македонија. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте убава вечер. Довидување.